Добре дојдовте, драги пријатели, во уште едно издание на Медиум, продукција Банго од Гевгелија, која сега работи во состав на Сдруженијето на граѓани Медија Актив Прес. Инаку Медија Актив Прес има намера во најскоро време да го реактивира Радио Гевгелија. Наш гост, првпат во 2017 година, Сашо Поцков, пратеник во Републичкото собрание и председател на Општинската организација на СДСМ Гевгелија. Господин Поцков, добре дојдовте во Медиум во 2017 година во овие пеколни летни горештини. Благодарам на поканата. Чест ме секој пат кога гостувам на Медиум. Се надевам дека ќе им проживи на гледачите убави моменти. Не сакам да ви протнам една информација. Радио Гевгелија се враќа како сајт, како портал и како радио на интернет. Интернет радиостаниците се идни на радиот 1956 година која работи изгасната од фашистичката чизма и аз како дел од Радио Гевгелија би рекол на ВМРО ДПМН. Може би некој ќе рече пресилна реченица, меѓутоа згасна од режимот. Буквално фашистички режим да се згасне се оно што било како информирање од 1956 година до пред 10 години. Тоа е едно, не сакам да ви кажувам повеќе. Радио Гевгелија ќе работи, ми се чини, од септември месец. Како вие гледате на Радио Гевгелија? Па видите, тоа е за поздравување секоја таква иницијатива, поготоа што се работи за традиција, ќе биде поддржана од централната власт, се надам после локалните избори. И од локалната власт, значи ние како Социјалдемократски сојуз, како гевгеличани пред се, ве охрабруваме во сето тоа, ќе имате нашата поддршка секој пат и секој пат сме, значи, за медиумите да бидат во функција на информирање на јавноста. Без разлика дали ќе биде критички. Толку е доволно, бидејќи се е во подготовка. За поздравување идејата. Да, тоа е на Сдруженијето на граѓани Медија Актив Прес. Господин Поцков, 100 дена влада на СДСМ, деновите одминуваат. Што ќе каже СДСМ во овие 100 дена? Со што се попречува? Па, видите, ВМРО ДПМН, значи, ги кочеше и процесите на примопредавање, на мирното примопредавање на власта. Сите сме сведоци дека изгубивме зало на 4-5 месеци. После 29 јануар, кога не успеа да создадат влада. И сето тоа, знаете, таквото одолговекување, сето тоа е на штета на Република Македонија. Премиерот Заев, владата ја формираше 31 мај, беше изгласено во собранието, значи од 1 јуни премиерот Зоран Заев ја презеде улогата на премиер на Република Македонија. Значи, и во секоја нормална земја 100 дена се остават опозицијата да не ја критикува власта, кај нас тоа не е случај. Не само што не ја критикува, што ја критикува, туку прават секакви обструкции за тоа што е затекнато, да биде усложен процесот на функционирање во првите 100 дена на власта на СДСМ. Класичен примерен случајот со директорот на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, кога Македонија аплицираше пред 3 години и доби можност да го организира финалите на Суперкупот, чинам 8 август е тоа, тој заминува на одмор. Не се става функција на тоа што е како директор на предпријатието, да го заврши тоа што му е доверено, а знаете дека имиџот на Република Македонија сепак се крепи на такви настани. Ова е светски настан и е битен многу за имиџот на Република Македонија. Не сакам да зборам за ситните обструкции, меѓутоа има една, како да кажам, не знам, хумористична ситуација, мал збор. ВМРО ДПМН како политичка партија, например, на третиот ден после доаѓањето на власт бара од министерот за транспорт и врски каде се ветените 500 км автопат на третиот ден. 11 години беа на власт, за 11 години изградија 7 км автопат во Република Македонија. А го бара тоа што ние како партија сме се обврзали и како партија и во владната програма, за 4 години го барат на третиот ден после доаѓањето на министерот, на премиерот со новиот тим на министри. Меѓутоа, јас ќе кажам дека
политичката борба што се води на политичката сцена не е застаната и после предавањето на власт, бидејќи се е во фокус и се концентрира на локалните избори. Меѓутоа знам дека сепак има некои непишани правила, тоа се 100 дена власт во која треба да бидеме оставени како политичка партија, за да можеме да ги покажеме како влада, не како политичка партија, сега веќе како влада, да можеме да ги покажеме умешноста за водење на државата. Оставам на јавноста да процени како сето тоа влијае на рейтинзите на политичките партии, но должен сум и пред се радувам, и тоа е очигледно. Последната анкета на Примагалуп, направена 2-3 дена чина после стапувањето на нашиот председател Зоран Заев како премиер, го видовте, прв пат СДСМ пред ВМРО ДПМН на рейтинзите после 11 години и нашиот председател Зоран Заев како личност, како политичар ужива 4% поголема доверба од Никола Груевски. А збореме само за почеток 2-3 дена влада. Јас сум оптимист и мислам дека на Македонија престои светл период на закрепнување и период на враќање на насмевката и надежта кај сите граѓани. Остануваме уште на централно ниво во емисијата Медиум. Што ќе очекуваме ново во собранието на Република Македонија во првата половина на јули? Сега не знам точно дали тоа ќе биде во првата половина на јули, знам дека до крајот на јули треба да се очекува бурен месец. Зошто го велам тоа? Бидејќи собранието од 1 август заминува поделовник, заминуваат претеници на одмор, тоа е така регулирано поделовник, собранието од 1 до 20 август не заседава, освен во ворени ситуации, како што беше минатата година ради поплавата во Скопје, во Стајковци и околината. Така да, ова ќе биде период кај што се тоа што беше ветено во програмата на СДСМ и е составен дел од владината програма преку форма на закони, а тоа ќе биде преточено преку ребаланс на буџетот на Република Македонија, кој верувам ќе се најде за 15-20 дена на дневен ред во собранието, ќе има 10-дневна расправа и мислам дека ќе биде изгласан, да може тие ветеното да стане, да се преточи во дело, се со една цел, значи да бидат олеснати или намалени голем број од трошковите на сите граѓани на Република Македонија, кои до сега ги чинеа неможност за плаќање, извршни судски решенија, така да бенефитот ќе се осети многу скоро. Прва мерка што ние како ново владино мнозинство ја донесовме беше од тоа што беше ветно, беше укинување на екстерното тестирање, меѓутоа тоа не е поврзано со некакви фискални импликации и не зависи од ребаланс на буџетот. Сега тоа што го ветивме, например, укинување на партиципацијата кај здравството, враќање на ефтината тарифа на струјата, укинување на персонални данок на земјоделците, укинување на радиодифузната такса, воведување на зелена нафта кај земјоделците и да не ги редам се други мерки, сето тоа е поврзано со минимална плата, што ја ветивме од 12.000 денари, сето тоа е поврзано со интервенција од буџетски средства. За да се направи таа интервенција, мора во постојаниот буџет кој е гласан и донесен лани во октомври од страна на мнозинството на ВМРО да се направи ребаланс на буџетот. И затоа сите овие законски решенија ќе бидат преточени и видливи во форма на изгласување на ребаланс на буџет на Република Македонија. Значи ребалансот кој сега се прави од две причини. Првата причина е фискална консолидација на државата и да се исфрлат сите непотребни трошци како реклами на CNN, пари за економски промотори кои им е завршен мандатот и да не ги реда многу, фрлење на пари луксус, значи со ребалансот ќе се скратат тие пари, и второ, одредена сума на пари ќе биде пренаменета за потребите на сите овие закони кои ги набројав пред малку, кои се дел од владината програма на новата влада, беа и составен дел на програмата на СДСМ, од кој бенефит ќе имат сите граѓани на Република Македонија. Напоменувам сите граѓани, нема тука гласачи на СДСМ, ниту нешто е испорачено за гласачи на СДСМ. Ние како влада ќе работиме одговорно во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Господин Поцков, доаѓаат локалните избори, ќе ни биде ли Франгов се уште градоначалник по мене нелегитимно, според вас од СДСМ со закон дозволено, нелегитимно затоа што Франгов веќе нема мандат од граѓаните да биде градоначалник и неговата
инфраструктура на луѓе кои управуваат со градот, еве да речем, кај дискотеката де факто има ископана една голема дупка на сред улица од комуналната наша директорка која беше на лице место и после 6 месеци таа дупка се уште стои, го загрозува сообраќајот на место каде што ова лето ќе има многу фреквенција на млади сообраќај и така натаму и така натаму. До кога ќе владеат овие, според мене, повторно ќе кажам, нелегитимно, бидејќи локалните избори се уште не се распишани за 15 октомври. Да, се слагам. Знаете дека заради тоа што го зборев порано, немилените настани што се случи инцидентот во собранието 27 април, локалните избори не можеа да бидат распишани од едноставна причина што не функционираше, немаше парламент, немаше, иако имаше парламентарно мнозинство, политичката партија ВМРО ДПМН не дозволуваше тоа мнозинство да се афирмира во парламентот и да биде законско парламентарно мнозинство за да може локалните избори да се одржат во мај. Од кога се пропушти таа шанса, веднаш по формирањето на новото парламентарно мнозинство и изборот на председател на собранието, значи заедно со сите политички партии се договоривме и беше изгласано во собранието да биде продолжен мандатот и на градоначалникот сегашниот актуелен Франгов, сите градоначалници во Република Македонија и на советите до одржување на изборите, локалните избори, а претходно со амандман беше заменет зборот првата половина на месец мај со првата половина на месец октомври. Како што сега стојат работите, значи очекувањето се дека изборите ќе се одржат на првата половина на месец октомври, бидејќи мора да бидат ден недела, во игра се 3 дати, 1, 8 и 15. Сите тие 3 се ден недела и ги задоволуваат законските услови. Во политичките кулуари се збори за дата 15 октомври и по изборниот законник изборите локални се распишуваат најмногу 90, најмалку 70 дена пред одржувањето на избори. И некаде тоа паѓа, значи околу 5 август, до 5 август локалните избори треба да бидат распишени, бидејќи претходно спомнав дека од 1 до 20 август парламентот е на одмор, сметам дека до крајот на јули треба да престои таква одлука која ќе е изгласена во собранието за распишување на локалните избори во првата половина на месеца октомври. Ако е тоа прашањето во ред, ако е прашањето како СДСМ дали е спремен за овие избори, кои се нашите очекувања, повелете. Знам дека се подготвува изборната програма за локалните избори. Што ќе очекуваат гевгеличани од СДСМ како идна власт во Република Македонија? Па, сега мора да ве коригирам, ние во моментот сме власт, меѓу тоа со ВМРО-ски директори. Со ВМРО-ски директори, така е, сега ќе престои период на смена на тие директори, гледате дека на централно ниво полека владата ги разрешува, поставуваат нови луѓе кои ќе треба да ја реализираат владената програма и тоа е така. Секој пат кога доаѓа нова влада, го спроведува тоа со нови луѓе. Се надевам дека и на локалните избори, не се надевам, него сум убеден, СДСМ во Гевгелија ќе ја добие поддршката и мислам дека после 8 години градоначалник и мнозинство во совет во општина Гевгелија од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата, сега ситуацијата ќе биде обратна. После 8 години првпат, значи ќе се вратиме на тоа да Гевгелија добие градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и мнозинство во совет на општина Гевгелија. Во такви услови, мајки предвид дека и на централно ниво го имаме премиерот Зоран Заев, кој е доста упатен во локалната проблематика, беше 12 години градоначалник на Струмица, сметам дека на Гевгелија, поготово на гевгеличани, престои еден просперитивен период од причини што локалната самоуправа ќе добијат концептот на новата влада, локалните самоуправи да добијат уште поголеми ингеренции, а знаете дека Гевгелија ради самата местоположба, ради границата со Грција, ради можете да користи и меѓународни финансови средства, ради тоа што тука на територијата на општина Гевгелија има и дел од казината кои досега плаќаат како давачки, се тоа што го плаќаат оди во централниот буџет, нема бенефит општина Гевгелија ништо од таа работа, со промена на законите, со добра волја, со еден добар концепт за развој на општините, кај што ќе има поголема самосталност на општините, Гевгелија ќе предначи и Гевгелија ќе биде една од првите 2-3 општини во Гевгелија со најголем
со најмала невработност и со најголема GDP по жител на општината. Значи, престои еден период во кој и на ниво на Република Македонија ќе се оди со забрзано темпо, гледате за месец дена колку брзо се раздвижи работите, фаќа тој ентузијазам, луѓето се желни за работа, сите министри составуваат свој тим, не само од страна од актуелните коалициони партнери, шанса се дава и на експерти, на сите тие што сакат да творат да се вложат во евроатлантските интеграции на Република Македонија. Тоа е раздвижено и со посетите на премиерот Заев, на министерот за надворешни работи, после на премиерот Заев Бугарија, министерот за надворешни работи Грција, одење во Брисел, доаѓање од комисарот Хан во Македонија и мислам дека Македонија ќе стане брзо, ќе се вратиме на некоја атмосфера 2005-2006, кога станавме придружна членка на Европска унија. Мислам дека Македонија ги ужива веќе симпатиите и ова влада ги ужива симпатиите и од Брисел и од Вашингтон, кои треба да бидат промотор и двигател на тоа што се вика отклонување на некои пречки кои ни стојат на патот за членување во НАТО и во Европската унија. Јас лично сметам дека многу брзо ќе има прием на Македонија во НАТО, а 2018 година ќе почнат преговорите со Европска унија за влез во Европската унија и полноправно членство во Европската унија. Сето тоа значи просперитет и на Македонија, просперитет и на нас како гевгеличани, и тоа е тоа на крајот, после секоја битка, ако може да се каже така, што имавме со режимот, така е тоа секој пат во животот повлекуваме црта. Јас за себе ќе кажам дека сум горд што припаѓав на партија, што ме окружуваа луѓе и во општинската организација, што имав можност да соработувам со луѓе на централно ниво во СДСМ, што во ова време бевме на вистинската страна, на правишната страна која ја донесе, одговорно тврдам, слободата во Македонија после 11 години, и веќе како одговорна власт на централно ниво, брзо и како одговорна власт на локално ниво, ја преземаме одговорноста за подобар живот и го ветуваме тој подобар живот и на гевгеличани и на сите граѓани во Република Македонија. Господин Боцков, благодарам што зедовте учество прв пат во 2017 во Медиум. Медиум стагнира во 2017, во подготовка е на нешто друго. Направивме само една емисија за рудниците со еден гост од Валандово. Многу ќе ми беше мило да дојдеше Франгов еднаш во Медиум. Има многу што да го прашам, веќе и не е ни важено тој како човек, нити како фактор. Се надам дека некој друг од неговата политичка гарнитура ќе се охрабри не преку Радио Банго Инфо, преку идното Радио Гевгелија да се обрати пред гевгелиската јавност, бидејќи Франко во вториот мандат ми се чини дали еднаш или ниту еднаш не се јави, дури ниту на неговата телевизија која му е омилена, телевизија Нова 12. Благодарам што зедовте учество во Медиум. Ви благодарам и на вас за поканата, се најдобро. Поздрав до гледачите.